Благодарам. Колеги пратеници, почитувана јавност, должни сме и заради тоа што собранието од една страна е представнички дом на граѓаните, но и од друга страна заради тоа што е носител на законодавната власт, да ги отвориме сите оние прашања кои што се од директен интерес на граѓаните. Уште повеќе да ги дискутираме и оние прашања кои што се врзани со трошењето на народните пари. Во оваа ситуација со луксузирањето на една, би рекол, несмасна одлука на едно претходно парламентарно мнозинство, кое што е донесена 2013 година. И од тие причини наша проценка е, како пратеници, дека имаме обврска да дискутираме за сите прашања кои што се од директен интерес на народот. Во овој случај имаме интерес да им објасниме на граѓаните, да ги расчистиме дилемите за тоа кои се причините заради кои што претходното парламентарно мнозинство без присуство на опозицијата успеало да донесе една одлука која што во овој момент ние ја оспоруваме. Тоа во овој случај е дополнување на членот 14 со нов член 14а, во кој што му се дава право по завршетокот на функцијата претседател на владата, премиерот кој што до тогаш е вршил функцијата да биде обезбедуван во текот на следните 10 години од 6 обезбедувачи и 1 возач. Затоа од тука ги влечам следните секвенци кои што ги извлечи господинот Цугаревски. Значи се поставуваат две прашања. Кои се причините и зошто сме се донеле во ваква ситуација? Дали навистина има реална потреба за ова или станува збор за луксузирање? Ние цениме дека ова класично луксузирање со народните пари. Ако има реална потреба, ве молам, дајте ги аргументите да видиме врз основа на кои процени, врз основа на кои сугестии сте одлучиле дека претходниот премиер во следните 10 години по престанувањето на неговата функција како премиер на државата треба да биде обезбедуван. Значи, за да ја утврдиме потребата, нас ни требат релевантни докази. Ниту Министерството за внатрешни работи, ниту Државната безбедност, ниту пак Агенцијата за разузнавање нема дадено сугестија која што укажува на тоа дека поранешниот премиер евентуално би можело да биде загрозен. Освен ако самиот не се чувствува виновен за лошите одлуки кои што ги носел во изминатите 10 години. Не случајно во политичката теорија постои една флоскула, вели власта корумпира, а апсолутната власт апсолутно корумпира. И врз основа на таквата флоскула јас ја извлекувам овој заклучок дека сте одлучиле дека има потреба Груевски да биде обезбедуван следните 10 години и да бидат трошени народни пари за неговата безбедност само заради тоа што во изминатите 10 години не е работел во интерес на граѓаните, односно носел погрешни одлуки. Интригира фактот па дополнително што сето ова е направено после 24 декември. Односно периодот кога беше изфрлена опозицијата од собранието заедно со новинарите и кога буквално ова собрание беше завиено во срам. При тоа без било каква расправа, без мислење од влада и без било каква дискусија ниту и во работните тела и на пленарната седница. Токму од тие причини ние сметаме дека бараме изменување на овој закон за влада, каде што ќе се укине личното обезбедување на претседателот на владата по престанокот на неговата функција. Или оние аргументи кои што ги слушнавме и на Комисијата за политички систем, кои што дел од пратениците на ВМРО-ДПМН ги пласира, апсолутно се неодржани. Значи, таму беше кажано дека навистина имало потреба заради тоа што премиерот, кој што сега веќе му е престаната функцијата, морал да биде обезбедуван цели 10 години заради тоа што он носел многу тешки одлуки и учествувал во многу тешки акции. Тоа апсолутно со реалноста нема никакви допирни точки, затоа што тврдиме дека од првиот премиер на независна Република Македонија, од Клюсев, па до Груевски, нема премиер кој што не носел тешки одлуки или не учествувал во некакви акции. Но тоа не значи дека треба исклучиво за овој премиер да се дава посебен ексклузивитет. И токму од тие причини цениме дека оваа одлука на претходното парламентарно мнозинство нема никаква допирна точка со реалноста, почитувани колеги. Дали постои загрозеност? Реално,
треба да кажете вие. Односно, треба да кажат оние кои што ги извршуваат овие функции во моментот, кои што треба да дадат барем минимални објаснувања, кои што ќе бидат во функција на оваа одлука која што била тогаш донесена. Значи, не постои држава која што не поминала низ премрежи и која што немала тешки периоди. Тоа го знаеме сите и тоа не го спориме. Но погледнете ги искуствата на останатите држави. Не верувам дека некаде ќе најдете премиер кој што толку долго бил обезбедуван. Сите се враќаат меѓу граѓаните и сите имаат статус на обични граѓани, евентуално со протоколарни функции. Никој нема ваков посебен третман. И од тој аспект, колеги пратеници, сметаме и тврдиме дека ова што вие тогаш сте го донеле, повторно без опозиција, бидејќи тогаш ви е најлесно да штанцате закони и да менувате одлуки, ова што тогаш сте го донеле апсолутно не е во интерес на народот, ниту пак ја оправдува целта. Повеќе од сигурно. Да е тоа така, ќе дадевте барем еден издржан аргумент. Како оценивте дека баш 2012 година се создале услови за реализација на ова? Ево ја промулгацијата на законот, односно указот за прогласување. 23. јануар 2013 година, веднаш по настаните на 24. декември. Значи ли тоа дека по завршувањето на тие 10 години премиерот ќе биде безбеден? Поранешниот премиер. Како проценивте дека по 10 години нема да има никаква опасност? Ако во тој период сте процениле дека потребно е да биде овој премиер, односно председателот на владата на кој што му престанал мандатот, да биде обезбедуван. И токму од тие причини реално ги поставуваме прашањата. Ако постои загрозеност, ако постои некаква официјална закана, или ако е тоа информација од класифициран податок, кои што го знаат само оние кои што ги имаат сертификатите, тогаш во ред. Но сигурно дека за да дојдеме до тој податок, некој од пратениците ќе добиеше таква информација. И тогаш ќе можеме да кажеме дека навистина ова што сте го донеле како одлука е оправдано и е директно во интерес на граѓаните. Во оваа ситуација на тешка економска криза, да претходниот председател на влада биде обезбедуван од 6 лица во периодот од 10 години, не е ништо друго освен расипничко трошење на парите на народот. И од тие причини цениме дека одлуката ви е неоправдана и скандалозна. И од тие причини нас не е јасна каква е судбината на овој закон. Ние тоа го видовме и по претходните предлози кои што опозицијата ги поднесе. И знаеме како ова ќе заврши. Меѓутоа сакаме и заради јавноста, сакаме и заради сите оние кои што се директно засегнати од ова, да дадеме некои наши укажувања кои што на крајот ќе резултираат со некаква одлука. Иако, колеги пратеници, се она што има во овој период, се она што имате во овој период направено, дефинитивно не оди во прилог на она што значи конзервативна партија од демохристијански карактер. ВМРО ДПМН, меѓу другото и со оваа одлука, покажува дека дефинитивно не мисли на народот, туку исклучиво мисли на заштита на она што значи лични интереси и на заштита на она што значи една тесна група на луѓе која што еден долг период ја узурпира власта во Република Македонија. И од тие причини, затоа ги дадовме овие објаснувања и рековме дека основната цел поради која што го предлагаме ова изменување на законот за влада е укинување на неоснованото право на обезбедување на председателот на владата по престанувањето на функцијата за време на целиот оној период додека тој бил на таа функција. Со укинувањето на тој член од законот цениме и дека дополнително ќе се спречи трошењето на парите на граѓаните кои што вие без услуг го правите. Од сите овие причини, ја очекувам еве и во дебатата со репликите да ни укажете, уште еднаш потенцирам, да ни укажете кои се причините заради кои што власта на ВМРО ДПМН преку своето парламентарно мнозинство во изминатиот состав без опозиција, без елементарно почитување на процедурата донела ваква одлука каква што донела. Од тие причини стоиме јасно и гласно и пред граѓаните и пред вас и цениме дека ова што го предлагаме мора да помине и да добие поддршка. Благодарам.